Пандемијата на COVID-19, освен на физичкото, удри и врз менталното здравје. Вознемиреност, страв, осаменост и слични симптоми чувствуваат многумина. По вчерашното самоубиство на 60-годишниот скопјанец кој беше позитивен на COVID-19, во јавноста се поставува прашањето како да се задржи во позитива психичката состојба на луѓето, особено на оние кои се заразени или имале блиски релации со нив. Според психолозите, појавата на анксиозност кај сите луѓе е честа појава, посебно за време на самоизолација. При тоа лицата кои имаат психичка слабост особено тешко го минуваат овој период, поради што им е потребна и стручна помош. Ограничувањата, профибициите и ваквиот тип на мерки, кои што навистина се задолжителни во цела оваа ситуација, секако влијаат на психичката состојба на луѓето. И тоа најчесто во две насоки. Луѓето се справуваат со анксиозност поради тоа што никој не знае точно до кога ќе трае ова, како ќе се развива, иако ние добиваме доста информации од земјава и од светот. Стравот од пандемијата се шири низ целиот свет. Насекаде се бара помош од стручни лица за подобрување на психичката состојба. Слушаме многу луѓе кои велат дека се чувствуваат осамени, вознемирени и сплашени, а повиците за самоубиства се зголемени. Историјата покажува дека во време на криза се зголемуваат проблемите поврзани со менталното здравје. Психолозите советуваат подобро да се организира времето во самоизолација, а веќе диагностицираните да побараат помош на отворените линии за психолошка поддршка на граѓаните. Моментално има неколку отворени центри кои што се достапни. Едниот е Центарот на алтернатива, психијатриска клиника, комора на психолози и други, кои што се бесплатни и достапни за сите луѓе. Луѓето кои што се соочуваат со короната, да не заборавиме, тоа не значи нужно критично загрозување на здравјето или смрт. Секако дека опцијата е тука, меѓутоа не е во висок процент. Кога ние се соочуваме со нешто, што за кое што и да имаме информации, не е дека немаме, повторно психолошките препораки, консултации можат да помогнат. Вчера се случи првото самоубиство на човек заразен со COVID-19 во Македонија, кој бил диагностициран посмртно. Според наши неофицијални податоци, починатиот наводно барал да се тестира претходно. Живеел сам, а се уште не е потврдено дали бил во самоизолација.